Благодарам, почитувана председателке, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност, драги млади. Би рекол дека ова е буџет на младите, средношколците, студентите и спортистите. И овој буџет е уште еден доказ за посветеноста кон младите на оваа влада и повторно тоа не се празни зборови, како што бевме навикнати во минатото, напротив, резултатите се видливи и пред се опипливи и можат да се видат со голо око. Насекаде во државата се реализираат проекти кои се од младинско значење. После 7 години шајка незакована, конечно се реконструираат студентските домови и за брзо од денес ќе заминат во историја оние денови кога студентите ги сместувавме во домови кои личеа на концентрациони логори. Оперативните планови за вработување и мерки за самовработување не се само на хартија и наменети за привилегираните, туку тие се за сите млади. Нема општина каде не се гради нов спортски терен или комплекс, нема место каде не се гради нова градинка или училиште, дали основно или средно, нема дел од државата каде не се градат суштински објекти од значење за сите граѓани, а особено за иднината на оваа држава, а тоа се младите. Би се осврнал малку на делот овој предлог буџет за 26 година, во делот кој е од младинско значење. Имено во овој буџет имаме 32,5 милиони денари за изградба на најпопуларниот факултет во нашата држава, тоа е Финки, и секако факултетот за физичка култура. Оние студенти кои за никого познати причини беа оставени да не можат да ја реализираат својата настава во објекти какви што заслужува иднината на оваа држава, а тоа се студентите. Имено да потенцирам, Финки е универзитет, односно факултет кој што е рекордер, повторувам, рекордер во бројот на пријавени студенти кои сакаат да се запишат на тој факултет, и затоа за мене како млад човек беше целосно несватливо зошто овој проект стои без никаква реализација или помрднување. Понатаму во високото образование имаме зголемување од 2,8% и тоа се средства кои ќе ги добие УКИМ, кои ќе ги добие Универзитетот во Тетово, кој ќе ги добие УКЛО, кој ќе ги добие Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Средства кои ќе значат подобра и поквалитетна настава за студентите во Република Македонија. Понатаму имаме зголемување од 25% за наука, финансирање на научно-истражувачка работа, инфраструктура за лаборатории и истражувачки центри. На тој начин се спречува одлевањето на младите мозоци. Кога ќе обезбедиме услови да овде во Република Македонија можат научно и интелектуално да се реализираат. Ова не е спот, ова не е пиар, ова не е видео, ова не е рил, ова е реалност која се реализира за сите млади во државата. Не се заборавени ниту средношколците. Во средното образование имаме зголемување од 5,2%. Вкупно тоа се над 2 милиарди денари. Овде најголем фокус ставаме на подобрување на условите за учење за средношколците и создавање на инклузивно средно образование кој ќе биде достапно и еднакво за сите. За училишни спортски сали имаме зголемување од 363,6 милиони денари. Ова е јасен сигнал дека оваа влада работи на создавање на здрава младина која ќе се развива на здрави основи, која ќе живее во еден здрав дух и која ќе се грижи за својот здрав и правилен развој понатаму во животот. Во делот на културата имаме зголемување на истражувачката дејност, имаме зголемување во рамки на драмската дејност, фолклорната дејност, музичката дејност и така натаму, што значи дека младите уметници, младите естрадни уметници, младите културни работници ќе добијат
поддршка од државата, каква што всушност тие и заслужуваат. Имаме зголемување и во делот на средствата за изградба на инфраструктурни објекти од областа на културата, што значи дека повторно младите културни работници, оние кои имаат афинитети да се занимаваат со културата, ќе добијат нови објекти во кои што ќе можат да творат и да се развиваат. Во овој буџет има и една новина, а тоа е новата ставка за демографија и миграција, во која се обезбедени 71 милион денари за кампањи за враќање во Република Македонија на успешни примери од странство. Тоа се пред се млади лица, млади успешни примери од светот, млади успешни приказни преку кои ќе се обидеме да мотивираме што е можно повеќе млади луѓе да ги вратиме во Република Македонија. Не остававме чевли пред влада, но затоа смислуваме начини како тоа да го направиме и се трудиме. Не ветувавме чуда, но вредно работиме секој ден да го подобриме животот и стандардот на младите луѓе во Република Македонија. И како човек кој изминатите години беше најгласен, можеби, во опозицијата кога беа младите во прашање, повторно гордо констатирам дека не сум посрамотен и дека гордо излегувам на секаде во јавноста и гордо се среќавам со младите луѓе, бидејќи нивната доверба не ја изневерив. Не им ветив чуда, но затоа секојдневно вредно работам и вредно работиме со владата, со колегите пратеници и сите останати да им создадеме подобри услови за живот. Почитувани млади, порака до вас е дека имате партнер во оваа влада, имате партнер во ВМРО ДПМН, ве повикувам и понатаму да останете блиску до нас, да ги следите нашите активности, да ги давате вашите идеи до нас, вашите предлози, дури и вашите критики, тие се добре дојдени, а ние вредно ќе работиме да ви создадеме држава во која не само што нема да ја напуштате, туку и во која ќе почнете и да се враќате. Ви благодарам на вниманието.